По серијата обесхрабрувачки вести од германската автомобилска индустрија конечно една убава. Флотата електрични возила со батерија од Волсбург доби нов член. За разлика од постоечките ID изведби, наследникот на легендарното комбе Були има ретро дизајн, но со нив ја дели платформата. Новото издание на класичното комбе на Volkswagen нуди по нешто за секого. За носталгичарите врска со историјата, за пионерите на транспортната револуција, нов електричен автомобил, а всушност тоа е практично и функционално возило. ID Buzz ќе биде достапен во две јасно диференцирани варијанти. Првата е пространно комбе за испорака на карго со 2 или 3 седишта и како весел транспортер на патници со 5 седишта. Со должина од 4,71 метар, ширина од 199 см и висина од 194 см, ID Buzz не е компактен, но во никој случај не го надминува стандардот за превозници на луѓе и комбиња за достава. Бројните камери и системи за помош не само што помагаат да се одржи на вистинскиот пат во динамични ситуации, туку и го олеснуваат елегантно маневрирањето низ градот. Електромоторот и батеријата сместена во подот на возилото се идеални за формирање на функционална внатрешност, а дополнителен простор ќе се понуди кога во 2023 година ќе дојде до еволуција со продолжено меѓуоскино растојание за 250 мм и посилен мотор за 52 киловати. Батеријата од 77 киловат-часови го напојува добро познатиот електричен мотор од 150 киловати, кој релативно брзо го придвижува ID Buzz на батерии до ограничена брзина од 145 км на час. Автономијата е околу 500 км. Палетата на карго во иднина ќе биде проширена со помала и поеколошка батерија. Истовремено тоа ќе значи дека ID Buzz покрај основната верзија со 5 седишта добива и верзија со 7 седишта во формација 2-3-2, а двете лизгачки врати ќе бидат во стандардна конфигурација на двете меѓуоскини растојанија. Од Volkswagen напоменуваат дека и покрај изгледот кој асоцира на ретро и веселост, ID Buzz е исклучително технолошки напредно возило и многу безбедно. Тоа ќе биде првиот Volkswagen кој ќе има систем за автономно возење на ниво 4, а како пример за супериорна безбедност, меѓу другото, има воздушни перничиња кои ги штитат градите кои се инсталирани во седиштата. Задниот дел и товарниот простор се достапни преку странични лизгачки врати и голема задна врата, која во изведбата карго може да се замени со двојна врата. Количината на простор е импресивна. Со преклопени задни седишта се ослободуваат 2205 литри, а карго има простор за складирање на неверојатни 3,9 кубни метри. Комерцијалното лансирање на пазарот ќе се случи есенва, а нарачките ќе започнат да се примаат веќе во мај. Ако ID Buzz се продава како што би сакале неговите креатори, тогаш тоа ќе биде добра вест и за Volkswagen и за неговата фабрика во Хановер.